Имавте конфликт со бугарската делегација, иницијалната каписла, секогаш предпоставувам дека е судот за човекови права, непочитување од нивна страна, што се однесува до македонските здруженија. Да. Синоќа имавме навистина многу убава дебата, така да се изразам, каде што известителот од Кипар, кој што од кипарската делегација имаше направено навистина многу добар извештај, нормално во консултација со многу засегнати страни, го работеше доста долго за да даде точна слика за тоа што се случува со имплементацијата на пресудите од Судот за човекови права. За бугарска делегација се разбира тоа секогаш е притисок врз нив да го видат на хартија, затоа што се во топ 10 земји кои што во целиот тој период додека се земи кандидат, односно членки на Европската унија, во целиот тој период тие немаат извршено ниту една од пресудите кои што се однесуваат на можност за регистрација на македонските малцинства во Бугарија. И се разбира нивниот речник е како и секогаш непроменет, за жал, дека негираат се што постои, негираат дека воопшто постои малцинско население во Бугарија и се разбира, јас тука морав да реагирам затоа што според извештајот кој што го пратиле на почетокот на годината до Комитетот на министри, во нивниот план, каде што се прашани како тоа ќе го решат, тие даваат еден политички памфлет и во таа официјална комуникација до Комитетот на министри, тие всушност не кажуваат што ќе направат, туку ги црнат сите оние здруженија, ја нарекуваат омоилиден сепаратистичка организација која што сака да направи да ја дестабилизира Република Бугарија, меѓутоа она што е евидентно од извештајот на бугарскиот Хелсиншки комитет, кој што може да се види како еден вид на shadow report, кој што доста често се праќа од страна на организации кои што знаат дека власта не ја дава вистинската слика, кажуваат дека здруженијата кои што се обидуваат толку долго време да се регистрираат во Република Бугарија, кои што се македонски малцински здруженија се разбира, ги употребиле сите механизми, дури искористиле формат за регистрирање од организација која што е регистрирана во Република Бугарија, меѓутоа сепак се одбиени, што само дава до знаење дека тие не планираат да ги признаат малцинствата во македонските малцинства во Република Бугарија и токму затоа за мене беше навистина нејасно како, знаејќи што нивната земја прави веќе 18 години, што точно нив им смета во тој извештај кој што синоќа беше презентиран и јас тука морав да реагирам затоа што таквата реторика на дека Македонија не постои, дека нема македонски народ, навистина е многу застарена, навистина многу не само што смета, веќе е застарена и за земјите членки кои што ја тука ја слушаат, само укажуваат на тоа дека Бугарија навистина доби еден џокер пред 18 години, кој што никако да се научи да го искористи, кога стана земја членка на полноправна членка на Европската унија и се уште продолжува да ги негира човековите права на малцинствата во Бугарија, додека пак од нас бара сосема нешто друго, односно како земја членка која што седи на маса и е полноправна членка на Европската унија и седи на маса заедно со сите, не ги почитува човековите права, не ги почитува одлуките на една од највисоките судски инстанции во Европа, односно таму каде што е членка, а бара од земја кандидат да ги вметнеме во устав и тврдат дека има навистина многу голема бројка. И јас на тоа исто така им вратив дека бидејќи имав можност да ги наблюдувам изборите во Бугарија немаше ни доволно број на бугари во Македонија регистрирани за таму да има електронско гласање. Гласаа во конзулатот не повеќе од 80 луѓе, што значи дека онаа бројка која што тие ја прикажуваат се разбира дека не е реална и не отстапуваат од тоа барање, имајќи ја во предвид цела состојба на Западен Балкан, имајќи во предвид со какви предизвици се среќаваме и во однос на војната во Украина, и во однос на најновите случувања што се после смената на власта во Соединетите Американски држави, така да нивната оштра реторика, јас немав друг избор освен да му вратам дека сега сме веќе 21 век и дека од Ванчо Михајловистичка Бугарија одамна сме и тие и сите сме излегле. Да. Добро, но се толерираат. Факт е дека Бугарија се толерира во овој
контекст Да, во овој за жал, однос, да. од страна на позрелите демократи и останатите членки на Европската Унија. Особено говориме за Европската Унија. Кога токму заради нашите интенции да започнеме преговори. Ние исто имавме така можност да го прашаме комисарот за човекови права, кој што го презентираше својот годишен извештај. И секогаш кога имаме некој кој што го представува, кој што ги представува или судот или го следи кршењето на човекови права, или кога имаме некој представник од комитетот на министри, ги прашуваме за состојбата со Македонија и до кога Македонија ќе чека. Жалосно е тоа што се навистина што се толерира барањето на Бугарија и што тие тоа сега го префрлија како вие повеќе не преговарате со нас, вие сега преговарате со Европска унија. Ние знаеме што треба да направиме, меѓутоа сепак треба и Бугарија да покаже еден вид на добро соседство, нели? И дека треба да седне на маса, не само да има некои паушални изјави на едно ниво, а нивните политичари, еве тука каде што сме и ние полноправна членка во ова собрание, да кажуваат, да искажуваат други ставови. Додека тие ги искажуваат тие ставови, без разлика дали Бугарија е толерирана или не, ние ќе ги искажуваме нашите ставови. Значи, македонската делегација ќе ги искажува ставовите дека тие сакаат да ја прикажат нашата историја како нивна, дека не негираат и дека ние во 21. век уште сме соочени со некој, со една држава да негира друга. Кога ние треба да размислуваме на едно повисоко ниво на соработка и кога треба покажеме европски вредности и ние, а бога ми и тие, бидејќи досега не покажа европска вредност, треба навистина да се размисли за како ќе се однесуваат и останатите земји членки во Европската унија. И токму тоа беше и поентата на синоќешниот извештај кој што беше усвоен, дека треба да се зголемат и санкциите за земјите кои што не ги почитуваат и не ги имплементираат пресудите на Судот за човекови права тука во Страсбург. Дека досега имплементацијата е околу 80% на сите пресуди, меѓутоа сепак има држави кои што тоа не го почитуваат и покрај укажувањата. Иако една членка на бугарската делегација кажа дека сето тоа досега е во застој заради консекутивните избори што ги има, сепак ова не се од пред 3 години пресуди. Овие се пресуди кои што се повторуваат многу одамна и една организација која што се обидела дури да регистрира културен клуб во Бугарија е одбиена затоа што во основата е зачувување и негување на македонската култура. Така да кон сите такви пресуди кои што не се имплементираат, како што кажа и известителот, и она што беше прифатено, што значи дека сега оваа препорака оди на комитетот на министри, ќе се работи на затегнување на последиците и на мерките и за цврстување, дали тоа ќе биде само парична казна или ќе биде и некаква друга санкција кон земјите кои што не ги извршуваат овие пресуди. Верувате во тоа дека ќе бидат наметнати некакви санкции пред Бугарија? Јас морам да кажам дека добро е што и го слушнаја начинот на кој што Бугарија се однесува кон Македонија, од онаа дебата што беше синоќа. Добро е што видоа дека за нас, исто како и претходниот ден кога разговаравме за ситуациите на Западен Балкан, видоа дека како држава која што навистина премногу отстапки има направено во овој скоро 20 годишен пат, се надевам дека сваќаат и нема да се откажат од идејата да се интегрира Западен Балкан во Европската унија и покрај сите неприлики, покрај сите промени, затоа што, ако речам заслужуваме малку, таму ни е место дека што треба да бидеме. И затоа верувам дека со ваквите земји членки, кои што само бараат, а ништо не даваат назад, дека навистина ќе ги санкционираат, затоа што мислам дека тука веќе трпението е при крај, во однос на ваквите земји членки, кои што и покрај тоа што одредени одлуки кои што нив ги за сега им ги одлагаат дури да се чувствуваат
комфорно за да можат да ги имплементираат. Сега веќе ова што се бара и што тие го бараат и можам да речем дури уценуваат на еден начин, навистина му е веќе дојден крајот. Извештајот од синоќа не е прв, нема да биде последен, меѓутоа е прв кој што препорачува улогата на ова собрание тука и улогата на комитетот на министри да биде позајакната и да биде пооштра и порешителна, особено кон овие 10 земји кои што имаат вкупно околу 4000 пресуди кои што не ги извршуваат, кои што најмногу се однесуваат на кршење на основните човекови права и злоупотреба при избирачки процес. Да. Добро, околу толеранцијата. Не се толерира корупцијата, имавте вие дел од говорот токму за тоа дека таа убива на дебатата за Западен Балкан. Да. Имавме во текот на вчерашниот ден итна дебата со оглед на тоа што ситуациите особено пред се тоа започна со Србија, со протестите во Србија кои што неколку месеци веќе се одвиваат. Знаеме дека и студенти има кои што треба да пристигнат тука во Страсбург токму за да се привлече вниманието на тоа што се случува таму. И таа беше една заедничка дебата за Централна Европа и за Западен Балкан, поттикната од тоа што се случува и во Унгарија со протестите кои се случуваат заради тоа што тамошната власт забрани секакви права на ЛГБТ лицата, ги забрани да се спомнуваат, да се било како буквално ги направи невидливи, непостоечки. Да, невидливи. Јас исто така морав да земам збор затоа што главниот известител за демократија тука во парламентарното собрание Папандреу кажа дека она што се случува во Србија и во Македонија е нешто што навистина треба да ни ги отвори очите каков свет ние оставаме за идните генерации. Јас истакнав она што и кај нас е навистина многу за жал, доста актуелно, дека корупцијата која што навистина навлезена во секоја пора, не 5, не 10, не 15, 30 години, последиците за жал ги плативме премногу скапо. Сокочани. Да. Сокочани. И кога ќе видиме дека тоа е еден систем кој што само од една ајде да направиме некому една услуга, сме стигнале до 61 жртва, навистина е демотивирачки, делува многу неохрабрувачки и да имаме било каква најмала желба за борба. Тоа не е една власт или друга власт, тоа е 30 години вкупно. Гледаме што се случува во соседна Србија, како од ден на ден се зголемува и поддршката за тие протести и она што и ние го очекуваме во однос на Кочани, тоа е една сеопфатна исцрпна истрага, како што нели беше најавено и ветено. Се надеваме дека таквите резултати ќе доведат до таа корупција и дека ќе се зголеми свеста за постојањето на таа корупција, ама дека нема никогаш повеќе тоа да ни се случи. Токму затоа таквите дебати само поттикнуваат не само за размислување, туку и да видиме и од тука како парламентарци кои што учествуваме во ова парламентарно собрание, што можеме да има каков бенефит можеме да имаме, каков документ сметаме дека би ни треба, каква помош можеме да побараме од сите овие тука земји членки, бидејќи се виде навистина на дело колку имаме и пријатели, кои што примија и повредени, кои што во истиот момент ни помогнаа, не ни понудија само помош. И тоа не беше една дебата само да кажеме кој е виновен, туку тоа беше една дебата која што, како што кажа и Папандреу во неговите зборови, е охрабрувачка и освестувачка во однос на тоа дека треба да работиме повеќе на зајакнување на системот, на кривичниот систем, на правосудниот систем, на системот за заштита, на системот на образование, кој што исто така игра многу голем дел од секојдневното и од општественото живење. И тој ја спомна таа трагедија што нас ни се случи, меѓутоа и многу други земји кои што не ни се само од опкружувањето, туку се дел од Европа, укажаа на тоа дека и тие имаат ист таков проблем со корупција и дека токму од тука треба да се бориме не само за меѓународни стандарди, туку да се бориме во рамките на својата држава и во рамките на цела Европа за да можеме да го надминеме на вистина тој проблем и никогаш повеќе да немаме вакви случаи. Да.
Благодарам за разговор. Hvala vi. Mr. Goncharenko, American President Trump, let me quote him, said that he is very angry and pissed off with Russian President Putin after weeks attempting to negotiate a ceasefire in Ukraine. But Putin, nevertheless, he is unconcerned with those worries and concerns of Trump. Yeah, unfortunately, we in Ukraine, we want peace. We want peace as soon as possible. But peace meaning peace, not a capitulation, not a surrender. But unfortunately, Putin doesn't want any peace. And from the very beginning, we were telling this. And we appreciate very much that President Trump tries to achieve peace. But if he really tries to achieve it, he needs to put pressure on Russia. He tried to use a carrot for Russia. It doesn't work with them. It's time to use a stick. In other case, they will not go to any negotiations, real negotiations, and they will not stop the war. That's it. I think now Trump understands it, and now it's the question what he will do. What kind of stick do you need? He has a lot of. The most important is economic. He can put real sanctions on Russia. To impose sanctions? Shadow fleet, attack on Russian oil industry, sanction attack. That will be enough. That will finish Russia. Russia is very, very vulnerable economically, very weak, especially now when after this trade war started, the prices on oil are coming down significantly. For Russia, it's catastrophe. So if now there will be more sanction on that shadow fleet, for example, which brings Russian oil to the world or something like this, or secondary sanctions against countries which are buying Russian oil, that will be the end of Russian economy. So this is a really very serious stick. He threatened about that, but he has not taken those measures. Yes. Yes, but it's interesting that he said on April 7th that Moscow had avoided US tariffs because we are not doing business with Russia, because they are at war. Ukraine got 10% tariffs, despite the fact that you are also... But there is really, here I don't see any conspiracy. America doesn't have any trade with Russia today. So it's nothing to put tariffs on. Ukraine has a little bit, not much. 10. We have, no, 10%, but I mean that the volume of trade. We have near $1 billion trade with the United States. It's not some fantastic big trade over, but it still exists. But with Russia, United States, they almost have nothing, zero. So it's nothing to put tariffs on. So I don't see conspiracy here. The main thing is about sanctions. Secondary sanctions, shadow fleet, that's the key. Okay. Actually, Trump, as I said, changed a tone towards Putin. Now he starts to criticize him, which is good news for Ukraine and for the whole democratic world. Absolutely, for Europe in general. Yeah. Yes. And he threatened also, as we said, and you said, that he will impose 50% tariffs on countries buying Russian oil if he didn't agree to a ceasefire. There is no ceasefire. There is no ceasefire. Despite the question those threats. The question is when Trump will be ready to make it real, all these things. Immediately Russia will be much more cooperative. You will see. So we're waiting for. I hope he will do it soon, because every day, he rightly says it, every day people die. And Russia now even increased number of attacks on civilians. Awful tragedy in Kryvyi Rih, where they just attacked playground and cafe. 19 people killed, including 9 children. I don't know, it's so awful. And it's happening almost every day. That's why Trump said that he's angry at... But we want the result. Yes, yes. What happened with the deal about the minerals, earth minerals? Nothing. What happened? Your negotiators are going to Washington, D.C. now. Yeah. So United States proposed their vision of this deal, which is very tough.
And now Ukrainian side is working on it and giving counter propositions. So we are in the process of negotiations. And some details, what... I'm what not what involved. are- I'm what not are involved your in red these lines? negotiations. Okay, I know, but... My personal, I think, first, we can't accept the debt which did not exist, which does not exist. So what I mean, United States supported Ukraine a lot, and we are very thankful for this. But this was the decision of the United States, of the Congress, of the President, previous Congress, previous President, that this support is not a debt. So we shouldn't pay Yes. for it, not now, not Yes. in future. Yes. Now President Trump, and in this deal, in reality it said and that we will need to pay all the money. I think it's not fair. First of all, because there was a deal. Secondly, because part of the support was American old weapons, and we were not choosing what to receive. It was America who would say, we will give you this, that, and that. When you are in war, and where it is free of charge, you know, everything, thank you for everything. But if you need to pay for this, and with percents even, with annual increasing, it's another story. So this is the first thing, no debt. Second thing is that we see that this agreement can contradict with Ukrainian-European integration. And that is also unacceptable for us because we want to be a member of European Union. This is crucial for us. This is our absolute strategic goal. So it's also unacceptable. By the way, today there will be a debate on Ukraine, and in the draft of resolution, there is point that any mineral deal, natural resources deal between Ukraine and the United States should not put under question mark Ukrainian-European integration. Yes. Yes. Because this is so important for us. So these two things, they should be negotiated with Americans. The new document was leaked that you're going to give not only minerals, but rare earth minerals, but also gas and oil. Yeah, it said about all natural Yes, resources. yes. So you're ready to... You know, we are give in us quite everything? difficult situation. Do I like this agreement from economical point of view? Not really. But do I like it from security point of view? Yes, I do. And we need United States as our partner and ally and a source of military support. And if such deal will increase their involvement in Ukraine, that's good for us in our current circumstances. But it shouldn't be so tough like it is now. Yeah. Putin insisted on new elections in Ukraine. Putin just tries to do everything he can to win the time. That's what he tries to do. He doesn't want peace. So he's saying, stop hostilities. He's saying, elections in Ukraine. What is connection between two things? Yes. We will have elections immediately, but after the hostilities will end. Hostilities will end, we will start electoral process and we will have elections. That's it. But we can't have elections during the war. And the war continues because Putin doesn't want, and now the whole world sees it. Because before Russia was saying, you see, Ukraine doesn't want to negotiate, they don't want peace. But now everybody see that we agree. We said, okay, you want just truce on the Black Sea? Agree. You want ceasefire on energy? Agree. We agree on everything. Just let's stop fighting, just let's stop killing. But they don't want to stop. And what about the EU soldiers from the European Union? I think that can be a very important step. I think three things which Europe can and should do. Because we hear a lot of summits, statements, coalition of willing, coalition of waiting. It's already too much, you know. We need steps. So first, seizing of Russian assets. Not freezing, a seizing of Russian assets. Second, air defense on Polish, Ukrainian, Romanian, Ukrainian border, in order to protect Poland, Romania, and part of Ukraine. Three, boots on the ground, but not fighting. We understand that Europeans don't want to fight against Russians and to die. For example, to protect Ukrainian-Belarusian border, Ukrainian-Moldovan border, Transnistrian part. So this can be a real step. This will free our forces to fight, and this will show to Putin that Europe is really serious. But those EU countries, European countries, members of the EU, are on the same time NATO countries, NATO members.
But so what? Many NATO countries, in their individual capacity, took part in what's going on in Africa, in Asia, in many parts of the world, but you don't without have- NATO. But you don't have Putin there. That is a So problem. what? So NATO is afraid of Putin? I'm asking you. I don't know. You don't If know. NATO is afraid of Putin, that's the end of NATO. You think that's... That's the end. Putin is a predator. He feels fear. If he will feel that NATO is afraid, he will attack. He's It's very easy. He's threatening that he will start Third World War. That's why... He will They are definitely afraid. start for the Third World War if he will feel that he is afraid of. He will definitely start. Thank you very much. Thank you.